Уште од мал сум со моите родители по овие ниви, да ги кажеме парцели, кои што работат и моите предци со земјоделие. Бев залюбен во оризот, кој што сакав само стрикно на него да се определам. Колку ја што паметам и моите дедовци, не паметат, сум прашувал од кога е почнало да се сади ориз. Тоа е многу одамна, стара култура, што се засадува, што се одгледува во Кочанскиот предел. Кога почнав, условите беа многу потешки за обработка, поради тоа што немавме механизација, немавме услови како да ги обработуваме површините. Сега моментално е многу полесно и самата површина кога е израмната подобро, самите услови за оризот се многу подобри и повише има род и квалитет. Више 70-80% од оризот е завршен, е посејано со мали површини кои што беа позаситени од дождените остатоци од влага и од вода, што самите земјоделци не можеа да влезат во самите ниви да ги обработат. Тоа се на долната страна на кај селата Спанчево, Уларци, Соколарци, зашто таа земја е малку потешка за обработување од нашата тука во Кочани. Во Кочанскиот регион се сеат повише сорти на ориз, од кои некои имаат побрза вегетација. Тие се сеат на поладните површини, како тие што се до река, до канали. Другите сорти што имаат подолга вегетација, се сеат по другите површини, што се повнатред на нивите, на парцелите, за да бидат со потопла вода и да бидат поуспешни. За поубав квалитет, рендаман, квантитет, повише вредности да има. Самите услови не налегаат за да го посадиме порано оризот, бидејќи самите временски услови, кога е пред жетва, може да бидат поладни и да падне порано слана и ќе нема да има доволно рендаман. Од едно вакво стебло, од едно зрно, треба да има од 150 до 210 зрнца, за да биде самото растение или самата култура да биде доходовна. И затоа обработувам моментално од 8 до 10 хектари под ориз, кој што пред година-две бев избран за најдобар земјоделец во општина Кочани и сакам да ги мотивираме сите повише млади што се во нашиот крај да останат овде, дека и од земјоделието има доста заработувачка.